Мислам дека амандманот сериозно треба да се разгледа. Направивте споредба со регионот, ама усогласувањето не е со легислативата на регионот, туку со легислативата на ЕУ. И ние треба да исчекориме од решенијата во регионот. Сами рековте, сами кажавте дека моментумот, тој другиот моментум, траел 3 години, така? Значи се плашам дека и овој моментум може да трае и да дојде на вистина до уништување или некој да го третира ловството на дивите свињи како интересен и опасен спорт. А има такви многу заинтересирани. Значи, секогаш треба да се бира законско решение што ќе ги третира животните како рамноправни, секаде го кажувам тоа и секогаш, зошто штитејќи ги животните и билките се заштитуваме себе си. Најдобро е да ја одберете поригидната солуција. Зошто? Зошто ви останува простор во моментумот што следи соодветно да реагирате во зависност од она што се случува на теренот во светот на дивите свињи. Никој во тоа не може да спречи да се посегне по специфични мерки за да се одговори на ситуацијата. Но многу лошо решение е ако се одбере ова што се предлага со закон да се одобри тогаш. Тогаш, токму на оние кои немаат свест за потребата од заштита на животинскиот свет, се разбира дека ќе се однесуваат неодговорно. Значи, јас исто така ве молам да размислите, бидејќи кога е во прашање заштитата на животните и билките, јас сум радикална и мислам не случајно.